Земјоделската механизација на истокот е постара и од самите земјоделци. Од денес тие ќе може да аплицираат за нова преку мерката 50-50, со која половина од сумата на механизацијата ја плаќаат земјоделците, а половина државата. Па јас сум заинтересиран, ево јас да презема косачки нови сега, 100% и плаќам, обраќачка 100%, ево сакам плуг да земам и тај 100% ќе оплатам. Ако ќе биде 50-50, подруго е малку. Помош е голема тоа, како не е добро. Сега, например, дадеш 5000 евро, 2500 евро да ти ги врнат. Оваа мерка досега ја имаат искористено 60 на земјоделци од регионот. Па имам аплицирано пред 2 години за мерката 50-50 позната кај народот. Имам земано исто Солис трактор 75 коња. Аплицираш и враќат парите ги враќат за едно 2 месеца. Возниот парк е на прво место и ако сакаме добро земјоделие и квалитетно, треба да се работи со машини. Покривање на половина од трошоците за набавка на нова механизација за земјоделците е повеќе од олеснување. Услови да речеме за кај нас за да купиш сега нов трактор е скап. Нема. За било што да сакаш да купиш скапо. Скапо за тоа што да речеме такви не се стандардите, немаме доволно пари. Машините и возилата за кои можат да аплицираат, земјоделците од регионот денес ги видоа и пробаа во Облешево. Нудиме доста добри машини, трактори, машини за обработка и комбајни. Во оваа програма влегува и комбајн, кој поддршка, затоа го нудиме и Фотон како нов производ во нашата програма. Фотон комбајн со 2 години гаранција со екстра цени. Од годинава со цел поедноставување на аплицирањето, земјоделците тоа ќе треба да го сторат по електронски пат. Не може тоа, стари човеци тоа не може да направат, постари човеци. Не се, например, некој толку тоа да направат. Ево, кој јас, ако сум јас на 60 година, тоа не може да го направиш, например. Тоа е така народњачки кажано за наш шпанско село. Инаку, додека државата работи на субвенционирање на земјоделците, општините се посветени на нивна едукација. Ова година направивме едно патување до Србија, значи тоа беше едукативно патување до Србија за посета на сајмот во Нови Сад. Се надеваме дека во наскоро време ќе го посетиме и други сајми. Постојано вршиме едукација на земјоделците и се надевам дека овие програми и овие едукации ќе продолжат и понатаму. Аплицирањето за мерката 50-50 започнува од денес и ќе трае во наредните 2 месеца.